прочитате го членот 4, консултирате се со комисијата со цел да видиме и да сватиме дали законот ќе се применува, дали ќе треба да се усогласуват или не треба да се усогласувате со ова законско решение. Законот за финансиски инструменти и законот за проспекти и за транспарентност произлегуваат од неколку европски директиви и регулативи, носечка всушност МиФИД 2 регулативата. И за да се разбере зашто законот е таков каков што е и зашто во себе има толку многу барања, треба да разбереме од каде произлезе МиФИД 2 регулативата и сите оние други директиви и регулативи кои што го придружуваат МиФИД 2, особено тука е регулативата за проспекти и за транспарентност. МиФИД 2 е реакција на финансиската криза во 2007 и 2008 година. Требаше неколку години да се напише самата директива, но еден од основните три постулати на оваа директива, а со тоа еден од основните неколку постулати за нашиот закон за финансиски инструменти и дел во законот за транспарентност се всушност неколку главни постулати, а тоа се пред се заштита на инвеститорите. Тоа е број еден активност на секој регулатор и број еден активност на сите учесници во пазарот на капитал. И инвеститорите кои што беа можеби многу оштетени во финансиската криза, европските регулатори сметаат дека со овие законски решенија на некој начин ги се обидат да ги заштитат. И сега кои се тие рамки и кои се тие активности што се превземени во нашиот закон со цел да се заштитат инвеститорите? Пред се е поделбата на инвеститори. Сега сите инвеститори, сите оние кои што ќе тргуваат и ќе вложуваат со финансиски инструменти, ќе бидат поделени, односно категоризирани. Најголема заштита ќе имаат малите инвеститори и тоа се оние инвеститори кои што повеќето од нас се мали инвеститори и кои што не ги исполнуваат одредени критериуми во законот за финансиски инструменти, што се значи професионален инвеститор и што всушност кои се критериуми треба да ги исполнуваат овие професионални инвеститори. Сите оние други инвеститори ќе бидат во една категорија на мали инвеститори и со цел да се работи со тие мали инвеститори ќе треба однапред да се запознаете вие како брокерски куќи и како банки со нивните желби и потреби, односно колку знаење имаат, колку средства можат да си дозволат да инвестираат во финансиски инструменти, во кој рок може да ги инвестираат тие средства и колку долго може да издржат загуби и добивки. И соодветно на тоа да му се одреден инструмент да му се купи и пак да се одбие да му се купи. И тука во овој дел навистина има многу голема папирологија, навистина многу работи како учесници ќе мора да се понудат, да се информираат инвеститорите. А се трудевме во комисијата да не пропишуваме толку детално се што бара европската регулатива, бидејќи да имаме таа привилегија, не сме членка и на нас не се применуваат сите одредби од европските директиви и регулативи, па можеме да бираме што во овој момент сметаме дека за пазарот е соодветно и за инвеститорите е соодветно и применливо и што учесниците во пазарот може да издржат во комуникација со инвеститорите. Еден друг момент што се јавува и ние го пуштивме правилникот на јавна расправа и како новина во законот што претходно никогаш не се појавила во законската регулатива се инвестицијските производи. Имаше многу прашања што се инвестицијски производи, како се дистрибуираат, што е целен пазар. Правилникот ќе излезе во конечна верзија и се обидовме да објасниме, но еве сега и за сите инвестицијски производи всушност финансиски инструмент. Најпознат инвестицијски производ кој што повеќето од нас дека и инвестираме и го имаме се инвестицијските фондови. И
И кога ќе го ставите инвестицијскиот фонд со сите оние барања на законот, многу убаво ќе прочитате и кога ќе го погледнете проспектот на инвестицијскиот фонд, сите оние прашања што ги имате, кој е целниот пазар, па во проспектот пишува кој е целниот пазар. Кој е максималниот рок или минималниот рок на вложување, во самиот проспект пишува за кого е наменет тој фонд, на кого ќе се дистрибуира и кој е каналот на дистрибуција. Повторно сето тоа го пишува во самиот проспект. Така што секој оној што го произведува инвестицијскиот производ, во проспектот наведува за кого е наменет, каква е стандардната девијација, каков е очекуваниот принос од тој инвестицијски производ и кој се би требало да инвестира во инвестицијскиот производ. Има и многу други финеси кои што се однесуваат на заштита на инвеститорите. Можеби еден друг момент што се однесува на заштита на инвеститорите, а некако е поврзан со ни втор постулат врз основа на кој што и самата регулатива донесена, е транспарентноста. Кога зборуваме за транспарентност на сите учесници внатре во пазарот на капитал. Законот има многу повисоки барања во однос на транспарентноста на инвестицијските друштва и во однос на транспарентноста на местата за тргување. Сега зборуваме за места за тргување, затоа што самиот закон овозможува повеќе места за тргување. За прв пат во законот се препознава еден пазар кој што долго постоел во Република Македонија, тоа е ОТЦ пазарот. И тоа е место за тргување. И ОТЦ пазарите во онаа криза во 2007 и 2008 година, поради ниското ниво на транспарентност, беа оценети како еден од клучните катализатори на самата криза. Така што во овој закон се препознаваат сите тие места за тргување, се воведуваат и нови места за тргување. Колешката Славица ќе зборува и повеќе можеби за тоа. И барањата за транспарентност од сите учесници, вклучувајќи се тука берзата како регулиран, како пазарен оператор кој што ќе управува со регулиран пазар, и мултилатералните платформи и ОТЦ пазарот со новиот закон имаат поголеми барања за транспарентност. Самата комисија има поголеми барања за транспарентност, но и од сите учесници од аспект на банки и брокерски куќи, и за нив има поголеми барања за транспарентност, особено во моментите на тргување, како што се самиот закон кажува, транспарентност пред и по тргување. Но не треба да заборавиме и транспарентноста на котираните компании. Можеби дел од транспарентност на што се бара од котираните компании, сето тоа што го има во законот за проспекти за транспарентност, зашто ќе зборува подоцна и колешката Анета, го има во тој закон. Но еден многу битен и важен дел од транспарентноста за котираните компании произлегува од законот за финансиски инструменти, од делот на забранети действија, односно оној дел кој што ја транспонира во себе маркет абјуз регулативата. И тука барањата и за властените учесници, како што сега ги викаме брокерските куќи, банките и берзата, во однос на следење на тргувањето и во однос на следење на евентуално можни злоупотреби на пазарот, се навистина поголеми во самиот закон, но и барањата кои што законот, двата закона ги имаат од котираните компании, исто така се качени и се навистина малце повисоки. Ке зборуваме понатаму кратко за оние обврски кои што нови, кои што се наметнуваат со законот за котираните компании. Но тоа е една од поголемите измени и според мене една од најбитните измени во овој закон, иако дело за злоупотреба на пазарот постои сега во сегашниот закон за хартија од вредност, но од некои 3 члена сега имаме една огромна глава. И не треба да заборавиме дека всушност злоупотребата на пазарот ги има и најголемите казни, прекршочни казни во самиот закон. Иако казните се можеби десетина од она што ги ја бара на самата регулатива, и верувам дека ќе има и доста
замерки од Европската комисија во однос на висината на казните, бидејќи нашите се многу по-ниски, ке ни се околу 2 милиона евра казна за евентуални злоупотреби на пазарот. Но, како што кажав, се уште не сме членка и имаме оние можности да и не го примениме во целост европското законодавство. И сосема кратко, на крај, третиот многу важен постулат е всушност финансиската стабилност и одржување на финансиската стабилност. Овој закон ке нас пазарот на капитал не влие, може во многу голема мера на финансиската стабилност, кога се гледаат процентите во најголем дел финансиската стабилност се одржуваат банките, но сепак може да влие на нарушување на финансиската стабилност, кога има некои одредени пореметувања на самиот пазар на капитал, но секогаш се издвојува една институција како многу важна од целиот пазар на капитал, а тоа е Централниот депозитар. Депозитарот е системски значајна институција, значајна затоа што депозитарот ги порамнува сите на трансакции, има собственоста на сите харти од вредност во Република Македонија и во себе ги има книгите на собственост на сите најголеми компании во државата. И не го работи само тоа, депозитарот всушност и ги порамнува сите трансакции кои што доаѓаат и од регулираните пазари, но и од ОТЦ пазарите. И самата регулатива го препознава било кој депозитар за системски битна институција, системски значајна институција. Во нашиот закон не одредивме дека е депозитарот системски значајна институција, но воведовме глава која се однесува за депозитарот, која што всушност кажува дека доколку депозитарот има некои финансиски потешкоти, тоа е единствена институција каде што всушност државата би требало да интервенира, односно да го санира депозитарот. Како што во 2007-2008 година државата реагираше и санираше одредени системски значајни банки, инвестициски банки во САД и во другите европски земји. Така што овие се некако најбитните постулати врз основа на кои што и самиот закон е донесен. И верувам дека сите ние ќе треба навистина да го подигнеме нивото со цел да го можеме да го примениме законот, а со тоа и да ја одржиме довербата на инвеститорите во пазарот на капитал, бидејќи искрено доколку немаме довербата од инвеститорите, тогаш пазарот на капитал воопшто и како да не постои. Колешките ќе навлезат во повеќе детали во однос на законот за финансиски инструменти кои што се однесуваат на инвестициските друштва кои што се брокерски куќи по ново, по старо. Така што Славица можеш да продолжиш. Така за подобро да се чуеме. Благодарам. Јас во делот што го покривам од законот за финансиски инструменти се фокусирав на само значајни промени и нешто што треба да се потенцира, нешто што е поинаку регулирано во однос на сегашната законска регулатива. Законот на почеток ги опишува инвестициските услуги и активности предвидени со Законот за финансиски инструменти. И овие инвестициски услуги и активности ги како дефинира како основни и при тоа разликува и помошни услуги. Во основните, општите инвестициски услуги и активности, во голема мера, мислам речиси се сите запазени и присутни од сегашното законско решение, со тоа што се можеби малку модифицирани и поинаку дефинирани, меѓутоа, освен овие, има и 3 нови инвестициски услуги и активности кои што сметам дека треба да ги споменеме. Тоа е управување со мултилатералните платформи за тргување, управување со организираната платформа за тргување, МБТ и ОБТ, како што нели скратено ги рекуваме, и уште една услуга која што сметам дека е особено значајна, тоа е примање на барања за купување на удели, купување отплата и промена и купување и откуп на барања за удели од инвестициски фондови, отворени инвестициски фондови, кои што инвестициските друштва понатака би ги проследиле
до друштвата за управување за понатамошно процесирање согласно одредбите од Законот за инвестициски фонд. Во однос на основните услуги се тие, како помошни услуги, помошните услуги до сега воопшто не беа запазени и во Законот за хартија од вредност, и сите овие помошни услуги се во голема мера поврзани со давањето на услуги, нудење на финансиски производи. Па така сега, например, се воспоставува и чување и управување со финансиски инструменти, одобрување на определени кредити за цели на купување на финансиски инструменти, советување во однос на структурата на друштвото во смисол на определени статусни промени и така натака, значи повеќе се помошни услуги, но како што споменав, тие се тесно поврзани со основните инвестициски услуги. Со тоа што ќе се прошири кругот на услуги кои што ќе можат инвестициските друштва да го пружаат. Сега, како што спомена Јасна на почетокот на излагањето, дека спомена на кого не се применува законот, јас во овој дел ќе кажам кој пак може да пружа инвестициски услуги, како е дефинирано со закон. Значи, инвестициските друштва со седиште во Република Македонија и со добиено одобрение од комисијата ќе можат да нудат инвестициски услуги и активности. Истото се однесува и на филиалите на инвестициските друштва и од Европската унија или од трети држави, потоа банките, кои што имаат добиено дозвола од страна на Народната банка, со претходно добиена согласност од страна на комисијата. Истото се однесува и за филиалите на банките, кои што доаѓаат од Европската унија или од третите држави. И би ги истакнала тука друштвата за управување со отворени и затворени инвестициски фондови во делот на нудење на услугата инвестиционно советување и управување со портфолио, пазарниот оператор во делот на обавување на услугата, нудење на услугата управување со МПТ и ОПТ и врзаните застапници. Во однос на инвестициските друштва, главните промени е првото нешто што ни паѓа веднаш забележливо е што инвестициските друштва сега може да се појават во различен организацијски облик. Значи, до сега тие сите беа организирани во форма на акционерски друштва, сега со законот се остава можност истите да бидат и во форма на друштво со ограничена одговорност. Друга значајна измена во однос на инвестициските друштва е тоа што досега се даваше согласност од страна на комисијата само на извршниот директор во брокерската куќа, а сега со новата регулатива, значи ќе се дава согласност на сите членови на органот на управување и сите членови на органот на надзор уште во поставката на екзерцирање и воедно ќе се одлучува за стекнување на квалификувано учество во инвестициските друштва. Законот предвидува посеопфатни организацијски услови. Дел од овие организацијски услови и сега се регулирани со подзаконските акти на комисијата, меѓутоа сега се на едно повисоко ниво, истите се во законот и се однесуваат на системот за управување со ризици, на системот на објавување на сопствени трансакции, објавување на улогата на внатрешна ревизија, објавувањето на платите. Значи, сите овие организацијски услови се со единствена цел, крајна, заштита на инвеститорите кои што вложуваат преку посредникот како инвестициско друштво. Капиталните барања во законот се на 3 скалила поделени. Да наведувам висината на истите, можам само да споменам дека зависат од обемот на услуги кои што ќе ги обавува инвестициското друштво и дали инвестициското друштво во себе ќе чува средства или пак финансиски инструменти од клиентите. Што го спомена Јасна во победното излагање, категоризацијата на клиенти на мали и професионални вложувачи е нешто што задолжително сега по новиот закон ќе мораат сите инвестициски друштва да го направат. Законот ги дефинира кои се професионалните вложувачи, со тоа што тоа се, да речеме, инвестициски друштва, банки, друштва за управување со отворени инвестициски фондови, пензиски фондови. Значи, тоа се организацијски субјекти кои што во своето деловно работење работат со финансиски инструменти.
Сега разликата, сите оние кои што пак законот не ги препознава како професионални вложувачи, се сметаат за мали вложувачи, со тоа што професионалниот вложувач може да побара да има третман на мал вложувач со тоа што ќе добие поголема заштита во пружањето на услуга, во добивањето на услугата во однос на финансиските производи. Исто така, законот нуди можност и мал вложувач да се ослободи од обврската на заштита, да си го земе ризикот на себе, бидејќи тој секако би сметал дека има доволно искуство, знаење и го презема целокупниот ризик во однос на финансиските инструменти. Значи, тоа е главна новина што би ја потенцирале во законот и секако врзан застапник. Врзан застапник се јавува физичко или правно лице кое што работи за инвестициско друштво, кое што има склучен договор со инвестициското друштво и нуди услуги за инвестициското друштво. Еден врзан застапник може да работи само за своје инвестициско друштво, не со повеќе, и карактеристично е што мора во себе да ги содржи сите квалификации, да ги има квалификациите, како и лицето за кое што ќе нуди услуги како врзан застапник. Значи, мора да поседува квалификација, карактеристично е што истиот не може да управува и да чува финансиски инструменти и средства. Во делот на организацијските услови, само ова заборавив да го напоменам, а што мислам дека е значајно, дека законот предвидува континуирано образование на лицата кои што имаат квалификација и обавуваат инвестициски услуги. Тоа значи дека ќе мораат истите текот на определен временски период да следат соодветни обуки и да ги пратат новините во законската регулатива и тоа се што се случува како новина во однос на пазарот на капитал. Во однос на пазарниот оператор, значи сите финансиски инструменти може да се тргуваат на регулиран пазар и на надвор од регулиран пазар и на други места за тргување кои што се утврдени со закон и за прв пат ОТЦ-то се јавува како едно од местата за тргување. Пазарниот оператор има основна дејност на управување со регулиран пазар и има и останати дејности освен основната дејност, а тоа се управување со МПЦ и ОПЦ, извршување на услуги на доставување на податоци за тргување и водење на официјален регистар на регулирани информации. Управување со МПЦ и ОПЦ, освен пазарниот оператор, оваа дејност може да ја обавува и инвестициско друштво, како што беше споменато и во делот на инвестициските друштва, а водењето на официјален регистар на регулирани информации, кој што подетално е регулиран со правилникот за проспект и транспарентност на издавачите на харти од вредност, истиот може да го води комисијата, пазарниот оператор или трето лице кое што исполнува соодветни услови за водење на истиот. Освен овие дејности, пазарниот оператор може да извршува и други дополнителни дејности, но битно за нив е да се напомене дека тие не треба да го попречат нормалното функционирање на основната дејност на регулираниот пазар, на пазарниот оператор. За однос на регулираниот пазар во законот за прв пат се наведени сегментите кои што се јавуваат на овој пазар, со тоа што се предвидени критериумите на друштвата кои би биле сврзани на официјалниот пазар или на редовниот пазар и битно исто така да се напомене дека законодавецот пазарот на малите и средните предпријатија го замислува како посебен пазар, како можност за тргување на посебен пазар, на посебно место на тргување, кој што ќе биде управуван од страна на МПТ, со тоа што очекуваме да се зголеми понудата во однос на инвестирањето и ќе биде полесен пристапот како за инвеститорите, така и за крајните потрошувачи. Во однос на разликите од сегашната регулатива кај пазарниот оператор е исто како и инвестициските друштва. Со овој закон ќе се лиценцираат сите членови на органот на управување и надзор, не како и досега само на извршните директори, и воедно ќе се одлучува за стекнување на квалификувано учество. По
всеопфатни организацијски барања во делот на пазарниот оператор се однесуваат на функционирање на системот, ефикасноста на функционирање на системот, капацитетот на системот, во однос на обезбедување на ликвидност на системот, преку така наречени поддржувачи на ликвидност. Во тој дел, значи, акцентот е ставен на сигурноста на системот на тргување. Во делот на овластениот депозитар, и овдека дејностите се делат на основни и дополнителни, и тие исто во голема мера се исти дека процедура, со определени мали модификации. И во однос на тој дел не би се ни задржувала. Само би сакала да напоменам, да се задржам на две работи во однос на депозитарот. Значи, една од функциите на овластениот депозитар е фондот за обештетување на инвеститори. Значи, фондот за обештетување на инвеститори постоеше и во сегашното законско решение, но истиот беше со одложена примена со влезот во Европската унија. Сега, со овој закон, значи, истиот би се воспоставил во рок од 12 месеци од почетокот на примена на законот. Тоа значи, по сегашната поставеност на регулативата, од прилика за околу 2 години, ние веќе би требале да имаме фонд за обештетување на инвеститори, кој што би постоел. Како членки на овој фонд ќе се јават инвестицијските друштва, банките и друштвата за управување со отворени и затворени инвестицијски фондови. Средствата што би се собрале во фондот би биле преку првична уплата и потоа поединечна уплата од секоја членка во зависност од обемот на услугите што ќе ги обавуваат и ризичноста на истите. И клиенти ги во делот на ризичност. Зашто мала само допълнение, фондот за обештетување всушност е наменет само за мали клиенти, не е за професионални клиенти, че професионалните клиенти нема да можат евентуално да се обештетуваат од фондот за обештетување на инвеститорите, заради тоа е поставени во подзаконската регулатива. Веќе искрено не знам дали закон беше на јавна расправа сега треба да оди, но ќе се однесува и на тој процентот врзан за бројот на мали клиенти кои што има сега брокерска куќа. Но и во контекст на ова и за гарантираната сума која што би се исплатила, која што е всушност 20.000 евра од клиент. И како значајна измена, што исто така беше спомината во поведниот дел, е санацијата на овластен депозитар како системска значајна институција, со цел да се одржи континуираното работење на основните функции на депозитарот. Законот определи една цела глава која што се однесува за санација на депозитар, во која што се уредени органите на управување во случај на санација, целата поставка, транспарентноста, обврските спрема добавувачите и акционерите и така натаму. Во интерес на времето сметам да продолжиме понатака со останатите субјекти присутни во законите. Материјата од Законот за харти од вредност, која што се однесува на издавање, понуда и продажба на харти од вредност и делот на транспарентноста на издавачите на харти од вредност, сега е уредена со посебен закон, Законот за проспекти и обврски за транспарентност на издавачите на харти од вредност. Значи, јасна и кога се зборува за транспарентност на пазарот, ке пазарните учесници, тука зборуваме за транспарентност на издавачите на харти од вредност. Со Законот за проспекти ги имплементиравме директивата за транспарентност од Европска унија и регулативата за проспектот. Во поглед на понудите на харти од вредност и овој закон за проспекти и транспарентност кој задржува концептот на приватни и јавни понуди, како и постојниот закон за харти од вредност, со тоа што приватните понуди се воглавно исто уредени, со една разлика, постојните акционери во моментов не можат да се јават како купувачи на акции во приватна понуда, меѓутоа тоа ограничување е елиминирано со новиот закон, така да ќе можат да се јават како купувачи на акции во приватна понуда.
Во доменот на јавните понуди, сега се фокусираме на одобрување на проспектот. До сега одобрувавме јавна понуда, сега ќе одобруваме проспект за издавање на хартија од вредност и проспект за прием на тргување на регулиран пазар. Што значи, кога сме одобриле ние како регулаторен орган проспект за јавна понуда на нови хартии од вредност, тој ист проспект издавачот ќе може да го користи за прием за тргување на регулиран пазар без да има потреба да изготвува нов проспект. Инаку, во поглед на проспектите, како што предвидува и самата регулатива за проспектот, и ние тоа тука го пренесовме во нашиот закон, се овозможува една поголема флексибилност на издавачите. Значи, прво тие можат да изготват проспект како единствен документ, но доколку планираат во текот на 12 месеци да прават и наредна понуда, може да го изготват проспектот во 3 дела, составен од одделни делови, значи документ за регистрација, белешка за хартија од вредност и резюме на проспектот. И тој документ за регистрација, кога ќе го одобри комисијата и има важност од 12 месеци, може да го искористат кога во тие 12 месеци ќе направат втора понуда, да изготват само белешка за хартија од вредност и резюме, и за пократко време да и со многу помалку оптеретувања, да изготвување и одобрување, да излезат на пазарот и да го искористат поголемиот момент за да пласираат хартии од вредност. Издавачите чии што хартии од вредност се примани за тргување на регулиран пазар, можат да се одлучат да изготвуваат универзален документ за регистрација и тој подлежи на одобрение од комисијата во првите 2 години. Значи, откако комисијата ќе одобри 2 години универзален проспект за регистрација, веќе 3-та, 4-та година издавачот само го поднесува до комисијата и истиот ни подлежи на врската за одобрување. Тие издавачи кои што ќе одлучат да користат оваа поголемност на законот, добиваат статус на чести издавачи и за секоја понуда можат само да одат со белешка за хартија од вредност и резюме на проспектот и да прибираат средства на пазарот. Законот предвидува и други типови на проспекти, основен проспект, тој што се однесува на несобственички, значи издавачи само на должнички хартии од вредност, понатаму проспект на друштва во раст, проспект при секундарни емисии, со поедноставени врски за известување. Целта на сите овие измени е да се овозможи флексибилност на издавачите и по лесен пристап до пазарот на капитал, а и по економична постапка на целата материја на обелоденување на податоци и на пристап на информациите од инвеститорите, значи и да нема дублирање на податоци. Например, со новиот закон се овозможува вклучување на документи со упатување, со одликување и доколку издавачот ги објавил ревидираните финансиски извештаи, да не мора сега повторно да ги внесува во проспектот, туку со еден линк да ги линкува и секој што сака да има пристап до тие податоци. Проспектите и сите документи што се линкувани на проспектите мора да бидат јавно достапни во рок од 10 години, значи издавачот треба да се грижи за нивната јавна достапност во електронска форма најмалку 10 години. Значи, овој дел од законот овозможува многу голема флексибилност за издавачите и очекуваме дека тоа поголемно ќе влијае на климата на пазарот на капиталот, аспект на тоа да издавачите се свртат повеќе кон пазарот на капитал како алтернатива за финансирање. Законот за проспекти и обврски за транспарентност на издавачите покрај материјата на проспектите ја уредува и материјата за транспарентноста на издавачите. Овие одредби за транспарентност се применуваат на издавачите со седиште во нашата држава и често хартија од вредност се примени тука или што направиле јавна понуда во Македонија, како и на странските издавачи, значи издавачи со седиште во друга држава, но кои што тука понудиле и побарале прием на хартија од вредност на македонскиот пазар на капитал, како и на издавачи кои што комисијата согласно своите надлежности ќе ги идентификува како системски значајни финансиски институции или значајни финансиски институции согласно со закон.
Во доменот на транспарентноста, законот ги групира информациите на периодични и тековни информации. За периодичните извештаи главно ќе биде обврската на годишни и полугодишни извештаи. До сега нели на бирза се објавуваа и 3-месечни биланси на успех. Законот ги уредува минималните барања, доколку пазарниот оператор за одредени сегменти утврди, значи може да бара и 3-месечни извештаи, но минимумот на законски барања се годишни и полугодишни. Тука имаме промена кај годишните, кај рокот за изготвување. Значи, покрај тоа што со Законот за трговски друштва е 36-ти, согласно директивата за транспарентност на Европска унија, 4 месеци по завршување на календарската година мора да се тие јавно достапни и со оглед на тоа што за да треба да бидат усвоени на собрање на акционери, значи дека друштвата ќе имаат обврска до 30 април, овие друштва што имаат котирани харти од вредност до 30 април да одржат собрание и да усвојат ревидирани годишни финансиски извештаи. За полугодишните останува рокот 2 месеци по истекот на полугодието. Од аспект на тековните информации, 3 групи на податок на информации како групирани, тоа се информациите за стекнување и придобивање на значајни учества, известувањата за емитирите на харти од вредност и известувањата за внатрешните информации, кои што се детално уредени во глава 10 од Законот за финансиски инструменти. Овие известувања за иматели на харти од вредност се ова што и досега постои, собрањата на акционери, материјалите, одлуките од собрања, значи тоа и сега го има и продолжува. Новина имаме кај известувањата за значајни учества, бидејќи сега тука се оди многу повеќе во детали и со законот, и со подзаконски акти ќе се доразработува. Значи, секоја стекнување или пат под праговите уредени со законот, почнувајќи од 5%, завршувајќи со 75%, ќе треба да се извести на пазарот, меѓутоа секоја директно и индиректно стекнување. Тука треба да се внимава, да се отворат одредбите од законот и да се види во кои случаи стекнувањето на тие акции подлежи на обврската за известување. Значи, имаме давање полномосно. Во случај примателот на полномошното да има слобода на гласање, без да му е дадено со конкретни инструкции, тогаш тој ќе мора да извести доколку со тоа полномошно надминува или паѓа под тој праг. Но ако има конкретни инструкции за гласањето, во тој случај тоа не влегува во пресметките, затоа што правото на глас фактички го реализира директниот имател на акциите, а не полномошникот. Значи, моментумот на утврдување на оваа обврска е дали се остварува правото на глас или не. И има и исклучоци во кои што не постои обврска за известување, например, поддржувачите на пазарот, старателите и така натаму, сите се таксативно наброени во законот. Исто така и стекнувањата на оние деривативни финансиски инструменти, каде што му дава потенцијално право да стекне акции со право на глас, и тие ќе треба да се известуваат. И постојат одредби во законот и за групирањето на овие значајни учества, во кои ситуации ќе треба да се известува, да се обелоденува. Во поглед на внатрешните информации, се она што подлегнува под внатрешна информација од Законот за финансиски инструменти, ќе треба да се известува на официјалниот регистар на регулирани информации. Значи, со Законот за проспекти се воведува еден официјален регистар на регулирани информации како информатички систем кај што ќе се прибираат, собираат, обелоденуваат сите информации. И тој, како што спомна и колешката Јасна, ќе го води или комисијата или правно лице пазарен оператор може на кој што ќе му издадеме дозвола да го води. А надзорот ќе го врши комисијата. Комисијата ќе има најшироки овластувања да бара обелоденувања, да презема мерки и санкции, да бара дополнителни објаснувања и така. Тоа е во поглед на овластувањата, да.
Само чисто накратко, во однос на она што е важно да се напомене, од Законот за финансиски инструменти веќе сме наистина многу од времето, кој што делот кој што се однесува на забранети действия, односно поседување на внатрешни информации и како да се менаџира таа внатрешна информација, и вториот дел од забранетите действия, тоа се пазарните манипулации. За това постои забрана и сега. Разликата е тоа што сега навистина регулативата е многу посеопфатна и со многу повеќе обврски за сите учесници. Но водичката некако улога во делот на внатрешните информации сега паѓа кај котираните компании, односно кај сите оние компании кои што се на регулиран пазар, но се и на МПТ и на ОПТ. Соодветно на тоа, секоја котирана компанија има обврска по настанување на внатрешната информација да ја објави веднаш, односно мислам дека во еден ден да објави во јавноста, доколку поради некои причини сака да го одложи објавувањето, тогаш веќе тоа станува проблем за самата котирана компанија, но што таа внатрешна информација ќе мора соодветно да ја заштити. Заштитата на внатрешната информација има неколку механизми што ги дава законот, а тоа е список на лица кои што имаат пристап до внатрешни информации. Некои внатрешни информации се ги има внатре во друштвото, например финансискиот резултат е внатрешна информација која што од ја имаат одредени вработени лица во друштвото, но внимавајте, тука не се работи само за вработени лица во самото друштво, туку и сите оние кои што се договорно ангажирани или вршат некаква си повремени работи за друштвото. Па тука се например и ревизорите, тие што во даден момент имаат пристап до внатрешни информации, тие ќе треба соодветно да се идентификуваат во тие списоци за внатрешни работи. Врската на друштвото е да ги идентификува сите овие лица кои што имаат пристап до различни видови на внатрешни информации и навистина има еден голем список, сеопфатен список за тоа што се треба да содржи оваа листа на лица кои што имаат пристап до внатрешни информации, и таа листа во секој момент мора да биде ажурирана со самото појавување на некоја нова внатрешна информација, вработување на ново лице или ако некој друг стигнал до некоја внатрешна информација во самото друштво, тој список мора веднаш да биде ажуриран, затоа што во секој момент комисијата или некој од органите на прогон може да ја побара, да го побара тој список на лица кои што имаат пристап до внатрешни информации. Така што навистина ќе треба да се размисли убаво внатре во друштвото како ќе се менаџираат внатрешните информации, кој секи има пристап, во секој момент треба да се биде самото друштво свесно, бидејќи друштвото ќе биде најодговорно да ги заштити внатрешните информации, навистина да се размисли целиот сетап на тоа кој се и во кој момент ќе има пристап до внатрешните информации. При тоа, дефиницијата што се подразбира под внатрешна информација е многу неопределена, многу е сеопфатна и треба убаво да се размисли што се во самото друштво е внатрешна информација. Значи, прочитете, размислете, секој друштво, секој издавач сам за себе навистина знае кои информации ги чува и кои се внатрешни информации, кои навистина можат да влијаат на пазарот и да ја придвижат цената на хартијата од вредност во позитивна или во негативна насока. Она исто што и можеби досега го имало, сега е малце порегулирано се објавување на трансакции на лица кои извршуваат раководни функции. Значи сите лица кои што извршуваат раководни функции, во моментот кога во купување и продавање ќе надминат 300.000 денари во текот на една календарска година, со првата трансакција која што ќе надминат 300.000 денари, истото ќе мора да го објават. И сега тука законот објаснува дека исто се однесува и на деривативни финансиски инструменти. Објавувањето ќе биде преку официјалниот регистар
и секоја наредна трансакција, всушност над 30.000 денари, ќе мора да биде јавно објавена. При тоа, и ова е малце пошкакливиот дел, ова се однесува и на сите поврзани лица со раководните лица. Така што сите поврзани лица со оние лица кои што објавуваат раководни функции во котираните компании, за истото ќе треба да известуваат. Дополнително, пристапот до внатрешни информации исто така треба да се размисли и за поврзаните лица, бидејќи законот и нив ги препознава дека и тие исто така имаат пристап до одредени внатрешни информации. Така што навистина секоја компанија ќе треба убаво да размисли и да ги ограничи и внатрешните информации, но и ова се ние сме од соопштество кој што транспарентноста не е никоја јака страна, но законот и европските регулативи се тоа го бараат, така што наистина ќе треба малку повеќе да се вложиме можеби во овој дел на да се зголеми транспарентност и на самите компании, но не само на компаниите, туку и на оние кои се поврзани со раководството. И уште една финална забелешка по однос на овој дел е она забрана од 30 дена, иако таа забрана е ставена во конотација на она што сега берзата го бара, односно ни календар на наставник кој што се бара на почетокот на секоја година. Компаниите, котираните компании навистина ќе мора убаво да размислат кога, како и како ќе ги објавуваат финансиските информации, финансиските извештаи, затоа што од денот на објавување, претходните 30 дена има апсолутна забрана за тргување на лица кои што имаат пристап до финансиските инструменти со хартија од вредност на издавачот. Така што тој календар на настани, сега кога ќе го поврзаме со овој закон, навистина добива поголема смисла и за истиот ќе треба соодветно подобро да се размисли. Чисто на крај, финално нема да зборуваме за комисијата, во најголем дел надлежностите остануваат исти, во одреден дел и се зголемуваат надлежностите на комисијата, како што кажа Јанета, конкретна надлежност на транспарентноста, надлежноста во делот на злоупотреба на пазарот останува иста. Дополнителни надлежности во тоа што имаме повеќе инструменти за така наречени истраги во овој закон, собирање на повеќе информации, пристап до комуникација преку имейл, пристап до комуникација преку мобилни телефони, WhatsApp, пораки и така натаму, оние со кои што се користат брокерските куќи и банките. И прекршочните мерки се зголемени, не се оние кои што се бараат со регулативата, но се на овие кои што сега постојат се навистина нешто повисоки, како што кажав, особено во делот на злоупотреба на пазар. Финално, законот влегува во примена следната година, 19 и 20 септември, со тоа почнува периодот на согласување од 12 месеци за сите овластени учесници, сите банки, берза, депозитари. Имајќи во предвид дека се работи за нов закон, нови барања, нови услови за квалификувано учество, сите брокерски куќи, вклучително и советници и брокери ќе треба да се прелиценцираат со новиот закон. Значи сите лиценци, сите согласности што ги има до сега издадено од комисијата, како што законот за хартија од вредност ќе престане да постои, со тоа обврската за сите е да добијат лиценза и за работење, и директори, управни, надзорни одбори, брокери, инвестицијски советници и друштвата за управување, лиценците за советување и за портфолио менеджмент ќе треба да ги добијат согласно законот за финансиски инструменти, а не како што е досега согласно законот за инвестицијски фондови. Накратко, и уште една важна, навистина важна измена. Сите решенија на комисијата, досега жалбите одеа преку второстепена комисија, од сега ќе одат со новиот закон жалбата на нашите решенија ќе оди во
Врховниот суд и понатаму во Вишиот управен суд. Таа второстепенна комисија повеќе нема да пострашна жалбите и нема да постапува по тие жалби, да. Ви благодарам на сите, знам дека беше навистина многу брзо, земавме и повеќе од тоа што беше предвидено за нас. Јас верувам дека комисијата во иднина ќе одржи други средби и советувања во однос на новите закони. Ве молам, читајте ги правилниците. Навистина потребни се сите ваши коментари, добродојдени се, ги читаме, ги разбираме и соодветно одговараме на сите забелешки, на сите коментари. Следете ја веб страната. Ние знаеме да испраќаме имејлови до оние со кои што најчесто соработуваме, да кажеме дека некој подзаконски акт е искочен на јавна расправа, но следете веб страната, навистина е потребна вашата помош за да направиме подзаконска регулатива која што сите ќе може полесно да ја разбереме и да ја понатаму